Жената во Скопска Црна Гора. Животот на жената во Скопска Црна Гора се одликувал со тоа што немала никаква слобода на движење, за разлика од мажот. Мажот можел да оди каде сака, а жената никако не смеела да го напушти селото. Дури ни старите жени не го напуштале селото, без да поведа со себе маж од семејството. Невестата до 3 години не смеела да оди сама ни по вода. Жената била подчинета на мажот, но повеќе кон свекрвата. Доколку сакала да оди никаде и добиела дозвола од мажот, а свекрвата не ја пушти, таа морала да остане дома. Доколку сакале свекорот и свекрвата да одат некаде, невестата ја носеле со себе, без да го известат мажот. Кога мажот и жената оделе некаде заедно, мажот секогаш бил качен на коњ, а жената одела покрај него пешки. За ручек се готвело тоа што сакале останатите, а жената јадела тоа што ќе ѝ дадат. Жената која била дојдена во туѓа куќа, тоест во куќата каде се омажила, не одлучувала за ништо друго, освен за незините деца. Дури и најмалата сестра на незиниот маж имала поголеми права да се меша во одлуките за куќата, па дури и кога ќе дошла на гости, како омажена жена.